Добар ден, јас сум Весна Терзијовска, подпредседател на Црвен крст Охрид и дел од тимот Диши театар. Со големо задоволство го најавуваме 9-тото издание на меѓународниот аматерски театарски фестивал Диши театар. Како што кажав, ова година традицијата продолжува на нашиот фестивал. Фестивалот започнува денес од 12 и ќе трае до 16 јуни. Низ годиниве фестивалот навистина се развива. Основната цел на овој фестивал ни е да ги поттикнеме младите културно да се издигнуваат, да го поттикнеме нивниот талент и да им дадеме простор каде што можат креативно да се изразат, бидејќи сметаме дека културата е место каде што младите најмногу можат да се сплотуваат и да се развиваат во личности со високи вредности. На наше големо задоволство и оваа година во рамки на нашиот фестивал учество ќе земат нашите збратимени општински организации од Србија и од Црна Гора. Тоа се општинска организација Крагуевац и општинска организација на Црвен крст Бар од Србија и Бар од Црна Гора и општинската организација Суботица од Србија. Вечерва на 12 јуни во 21 часот е свеченото отворање на фестивалот Диши театар. Тоа ќе го направиме со представата утре, а понатаму во следните денови следува богата програма на театарски представи. Ќе најавам програмата, значи утре во четврток на 13 јуни во 19 часот во Домот на култура Григор Прличев ќе настапи театарската група од Бар со представата Потрага по изгубеното богатство, а во 21 часот ќе настапи театарската група од Крагуевац со представата Нима о Нима. Во петок, во 20 часот, исто така во Домот на култура Григор Прличев, ќе настапат младите волонтери од општинската организација на Црвен крст Суботица со представата Ланчана реакција. Влезот за сите представи е бесплатен, бидејќи ние како општинска организација на Црвен крст сакаме да дадеме свој придонес во културното живење во Охрид. Поради тоа ги повикувам сите наши сограѓани и туристи кои што во моментов се наоѓаат во Охрид да дојдат најпрво на свеченото отворање вечерва во предворието на црквата Света Софија, а понатаму следните денови да дојдат да ги посетат и другите театарски представи, се со цел да дадат поддршка на нашата екипа, на нашиот актерски тим од волонтери, но и да уживаат во прекрасните представи. Повеќе за вечерашната представа утре ќе ви каже дел од екипата на Диши театар оваа година. Добар ден и од мене, јас сум Емилија Блажевска, дел од тимот од Диши театар. Ова година идејата за ова представа ја добивме од, ајде да кажам, можеби премногу за медиумската писменост, затоа што беше премногу нагласена во училиштата. И заради тоа првата идеја ни беше да кажеме колкава е моќта на медиумите и докаде може да стигне таа моќ, ако ја употребиме правилно или неправилно. Развивајќи идејата, на крај зедовме мотиви од Џорџ Орвел, од неговиот роман 1984 година, за да покажеме колку медиумите и контролираните медиуми можат да го урнисат едно општество, да ја задушат креативноста, да ја задушат човечноста и колку медиумите можат да ги направат луѓето роботи. Од друга страна, сакавме да покажеме дека и ние самите со социјалните мрежи својата приватност ја даваме на дланка сите да ја видат. И заради тоа се обидовме на еден начин да кажеме колку контролата врз луѓето е лоша и колку луѓето многу лесно можеш да ги контролираш со медиумите преку страв. Да не должам повеќе за драмата, нека кажат нешто и нашите млади актери и ве поканувам вечер да ја видите представата сите и да видиме како медиумите не контролираат. Добре, Сара.
Здраво и од мене. Јас сум Сара Петковска, веќе втора година член на екипата за Вдиши театар. Оваа година мојата улога е број 2, односно со самото тоа доста високо поставена на хиерархијата која што ги контролира луѓето и која што го спроведува цел тој систем на прикажување на приватноста јавно секаде и човек кој што цело време воглавно е десна рака на оној главниот и оној кој што всушност го врши цел тој терор и го спроведува цел тој тоталитарен систем. Ова година мојата улога можеби вака на ворешни на прв поглед изгледа како многу улога која што има огромни привилегии, улога која што има нели само позитивни работи, која што носи за една личност која што би била број 2, која што би била десна рака на сето она што се спроведува во државата. Може би изгледа дека носи само убави работи, дека може да се врши контрола, дека може да се направи се што еден човек во таа улога би посакал, но сметам дека баш всушност се покажува спротивното, односно како човек кој што игра ова улога, низ сите мои проби, јас сватив дека всушност улогата број 2 не е ништо многу повеќе отколку другите и сепак дури ако е толку високо на хиерархиската скала и доаѓа со толку многу привилегии, со толку многу можности за команда врз другите, сепак доаѓа со страв и воглавно живее во исто толку контролирано општество колку што живеат и сите други. На еден начин, преку мојата улога се покажува дека дури сите тие привилегии кои што ги добивал еден човек на ваква висока позиција, на еден начин не може да се споредат со стравот и контролата која што е дупло поголема врз него отколку што е врз обичните други луѓе кои што би живееле во еден ваков систем. Тоа е тоа од мене. Јас сметам дека мојата улога дефинитивно има можност да се развие и да биде многу повеќе од еден слеп послушник на државата, еден слеп послушник на водачот, но мислам дека тоа може би било за некој друг пат, а доколку сакате да видите на кој начин би можела да се развие мојата улога, ве поканувам вечер во 21 часот во предворието на Света Софија. Јас сум Ѓорги Целевски и веќе 2 години сум дел од екипата на Црвен крст. Пред се би сакал да се заблагодарам на целата организација која се потруди да спремиме оваа представа и да испратам посебен поздрав до колегите, односно кои можам ова година слободно и да ја наречам актери, за одличната соработка и хемија што имавме за време на пробите и што успеавме да направиме перфектна представа, се надевам. Што се однесува до представата, јас го толкувам ликот на Величе, кој исто така е познат и како број 368. Тој е заробен во едно контролирано општество и е под строг режим, цел негов живот се одвива контролирано, но за негова среќа на средина од неговиот пат го пронаоѓа група на луѓе кои се спремни да го срушат тој систем. Величе прво се двоуми дали би се приклучил на таа група, но подредено време одлучно се приклучува на групата со сите негови сили, се бори до крај, се само за да се постигне главната цел, а тоа е пат на системот. Но да не ви откривам многу, ве очекувам и сите ние ве очекуваме вечера во што поголем број во предворието на Света Софија во 21 часот, нема да ве изневериме. Здраво и од мене, јас сум Софија Јаковлева, исто така втора година поред каде што учествувам во овој аматерски театар. Што се однесува до ликот, јас го толкувам ликот на Олгица. За разлика од другите ликови, таа е лик кој што веќе е освестена и знае што се случува, знае дека во општеството во кое што живее не е добро и се бори што поголем број да привлече на луѓе за да го паднат тој систем. Со ова драма сакаме да покажеме дека дури и злото има крај и секогаш доброто победува, а тоа го покажуваме и со нашата револуција. А за крај останува вечерва дојдете и проследете не. Благодарам.
Прашање.